А следи линковско вклучување во живо во нашата програма Сензорна звезда на различноста. Веќе ја имате темата. Поточно за што се работи, ќе дознаеме многу повеќе. Еве ја гледате мојата колешка Ирина Цветановски-Пепелјуговска, која што ќе разговара со Марија Насковска, дефектолог. Добро утро за вас и повелете во програма сте да слушнеме што имате да ни пренесете, Ирина. Да. Добро утро, Слободанка, до тебе. Добро утро, почитувани. Убаво кажа, убава најава. Ова утро се јавуваме од Тафталиџе, поточно од Kids Club овде, од Bubbles Kids Club, каде што по повод утрешниот ден, меѓународниот ден на лицата со попреченост, овдека ќе се случува за прв пат во Македонија сензорна звезда на различноста. Тоа е една работилница која што е наменета за лицата со попреченост. Нема да се случува оваа работилница утре, од оправдани причини, ќе се случува во петок, но сепак убави и корисни информации за сите вас кои што сакате да ги донесете вашите дејчиња еве овде во Bubbles Kids Club во Тафталиџе, поточно на булеварот 8 септември. Разговараме со Марија Насковска, која што е дефектолог, и веднаш до Марија е Александра Ристовска, која што е собственик на Bubbles Kids Club. Добро ви утро. Ви благодарам што ова утро ги отворивте просториите за нашата екипа и убаво е да ги информираме гледачите за она што ќе се случува во петок по повод утрешниот ден, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Убава работилница, насловена како Сензорна звезда на различноста, и ова е за прв пат во Македонија. Работилницата ќе ја води Марија Насковска, дефектолог. Марија, да ни кажеш за што станува збор. Така, добро утро на вам и на сите гледачи. Јас сум при крај на мојата студија од дефектологија. Работилницата беше предвидена да се одвива утре, на 3 декември, меѓутоа на веќе пријавените учесници на нивно барање ја префрливме за на 5 декември од 17 часот. Кој се може да учествува? За кого е намената? Право на учество имаат сите кои што сакаат да се пријават, значи намената е за лица со атипичен, но и со типичен развој. Предвидено е да се работи во пар, меѓутоа нели зависи од бројката која што ќе биде пријавена. На работилницата секој учесник изработува сензорна звезда и предубивки од оваа работилница е да се подобри сензорната интеграција, фината моторика, вниманието кај учесниците, концентрација и секако нивната самодоверба. Како изгледа таа сензорна звезда? Кажавте дека ќе се изработува, значи ќе ја изработуваат и дечињата, меѓутоа секако со помош на родителите и со ваша помош. Како изгледа таа сензорна звезда? Сензорната звезда ја изработуваме од различни материјали, од тврди материјали, од меки, од ребрасти, значи визуелно како картон кој што ќе нели на него ќе лепиме, ќе сечкаме. Колку време ќе трае, колку време е предвидено да трае оваа работилница? Прилика час и половина. Половина за деца од која до која возраст? Немаме определено, така што да, немаме ограничување, така што може секој да дојде. Да. Да ми кажеш, Марија, како и каде може да се пријават? Дали се уште е отворено пријавувањето за ова учество? Поради поместување на датумот, се уште е отворено нели пријавувањето. Може да се направи до четврток на еден од моите профили на Инстаграм или Фејсбук, Фири Аниматор, или на профилите од Игротека Bubbles. Сега покрај тоа што си дефектолог, Марија, ти во слободно време исто така и работиш како аниматор, веќе спомена. Тоа значи дека сепак работата ти е поврзана со дечињата. Да ми кажеш, предпоставувам дека си Елса, дека си Снежана, бидејќи така убаво ми изгледаш. Како изгледа оваа работа како аниматор, колку те исполнува и колку има интересно сето ова на дечињата? Така, па во детскиот свет сум повеќе препознатлива како Самовила. Тоа е мојот препознатлив лик и настана како спојот љубовта кон глумата, љубовта кон дечињата и позади мене стои дизајнот, па така и настана костимот Самовила. Во меѓувреме нели додадов уште некои костими и стана како моја препознатлива приказна. Покрај тоа почнав со создавање на куклени представи и секако ќе има адаптирани за лица со атипичен развој. Оваа работилница ќе биде значи инклузивна, можеме така да кажеме, бидејќи е наменета за сите дечиња, за сите нивни родители, имаат се уште време до четврток да се пријават. Во разговорот ќе ја вклучиме и Сандра, која што е собственик на Bubbles Kids Club овде во Тафталиџе, и овде ќе се случува работилницата, навистина просторот е голем. Претпоставувам дека може да прими слободно и 50 до 60 луѓе. Сандра, покрај оваа работилница,
би сакала да ги информираме гледачите за тоа кога е формиран Bubbles Kids и кои му се активностите покрај тоа што организирате работилници. Добро утро и од мене. Јас сум Александра Ристовска, собственик и управител на Bubbles Kids Club, креативно и едукативно катче наменето за дечиња до 7 годишна возраст. Се наоѓаме на булевар 8 септември, број 4. И сме отворени за игра и за дружење секој работен ден и викендите од 10 до 22 часот. Покрај работилници, што се друго организирате? Значи, организирате, претпоставам, и родендени? Да, игротеката ја отворивме со една единствена, првенствено намена да создадеме топла, инспиративна и безбедна средина за дечињата, каде што ќе може да се играат, да се забавуваат, неретко и да се едуцираат преку некои од нашите работилници кои што доста често ги организираме. Со Марија имаме во моментов пример и соработка. Темите се различни, работилниците се различни, секогаш е нешто во соработка со стручни лица кои што се адекватни да работат на дадената тема. Додека родителите се опуштаат и уживаат во пријатна атмосфера во нашата игротека. Постоиме од 1 март 2025 година и од самиот старт фокусот ни беше кон тоа да имаме квалитетна анимација, да понудиме нешто поразлично од останатите. И секако имаме, сметам за себе дека имаме доста индивидуален пристап према сите деца и секое семејство да добие тоа што да. Во пресретни се новогодишните и божикните празници. Претпоставувам дека по оваа работилница ќе се случува нешто многу интересно. Во пресрет на новата година, на Божик, дали нешто можеме да најавиме? Го најавуваме месец декември, кој што ќе биде доста исполнет со различна новогодишна програма. Организираме новогодишни забави, организираме дружба со омилените ликови на дечињата, ќе има многу подароци за сите деца и возрастните нормално што ќе дојдат да не посетат овој период, така што мислам дека месец декември ќе биде доста интересен и доста магичен. Интересен, магичен и забавен, баш како што е самиот месец. Уште еднаш, повик во пресрет на утрешниот меѓународен ден на лицата со попреченост. Сите може се уште да се пријават до четврток. Пријавувањето беше на еден од моите профили на Инстаграм или Фејсбук, Фејри Аниматор, или на Bubbles игротека. И ќе се случува преубава атмосфера, односно преубава дружба, инклузивна дружба во петок, во колку часот? 17 часот. Во 17 часот, за сите заинтересирани, повелете, пријавете се, учествувајте, ќе биде навистина убаво дружење на сите дечиња, па и за вас родителите. Довидување од Bubbles Kids Club. Благодарам многу за разговорот. Поздрав до вас. Ви посакувам убаво утро и она што имавме можност да го слушнеме од вас станува за нешто навистина можна интересно како што и дознавме.